предмалку заврши пресконференцијата на министерот за економија Бесар Дурмиши. Тој меѓу другото се осврна на последните информации за инфлацијата во земјава кои беа објавени од страна на Државниот завод за статистика. Посочи дека пазарен инспекторат прави контроли и во наредниот период ќе го објави извештајот и дека ќе чека да видат дали има големи промени во цените и доколку има ќе бидат воведени нови поригорозни мерки. Таму е колегата Огнен Чанчаревиќ. Огнен, какви се оценките на министерот и кои се насоките по кои треба да се движи економијата во земјава? Токму така, Александар, како што кажа и ти предмалку заврши пресконференцијата овде во Министерството за економија. Министерот Дурмиши и владата се задоволни од резултатите на нивната мерка скалесто ограничување на маржи. Велат дека дала резултати, а за тоа показател е извештајот на Државниот завод за статистика, кој вели дека инфлацијата споредена помеѓу март и април месецот е помало од 1%. Сепак како се гледа, ако се прочита малку подетално извештајот на статистика, ако се спореди месец април оваа година со месец април минатата година, може да се види дека за една година има поскапување во сите параметри што се однесува на прехранбени продукти и продукти кои што ги користат граѓаните секојдневно. Најголемо поскапување од 26% има кај зеленчукот, 13% кај овошјето, така што и тој за тој дел дополнително кажа министерот дека треба да се дадат ингеренции на пазарната инспекција за да може да ги проверуваат цените и на зелените пазари, токму таму каде што граѓаните имаат најмногу замерки за цените, велат дека не може да си приуштат дури ни овош сезонско овош и зеленчук кога е периодот. Да се вратиме на мерките, тој кажа дека откако дале резултат, сега е даден налог и упатствија на пазарната инспекција да следат како се движат цените во маркетите, ќе се проверуваат големи производителите, потоа ќе се проверуваат до крајот на месецот и увозниците и дистрибутери и големите ланци маркети. Потоа пазарната инспекција има задача да изготви на извештај кој ќе биде доставен тука во Министерството за економија и до владата. А потоа ќе се одлучи во зависност од тоа што е нотирано, ќе се одлучи дали и какви мерки ќе има. Прашан за тоа што ќе бидат мерките, дали повторно ќе биде скалесто ограничување на маржи, колку групи на производи ќе бидат, дали ќе биде опфатени, дали ќе биде 1 или 2 месеци, дали владата разгледува да го намали опсегот на продукти кои што би биле со замрзнати цени или маржи, а да го зголеми периодот. Министерот Дурмиши не даде конкретен одговор, рече дека зависи. Исто така неколку пати кажа дека доколку се забележи енормно зголемување, па прашан за тоа што значи енормно зголемување, според него 15 до 20% зголемување на продуктите во наредниот период, Министерството за економија ќе го толкува како енормно зголемување и потоа ќе размислуваат за да ги активираат мерките. За тоа кратко што кажа министерот и кои се заклучоците, предлагам да погледнеме неговата изјава. Може да ја проширеме листата на производи кои ќе бидат опфатени на ограничена маржа. Например, ова што го имавме сега како мерка, може да ставиме повеќе производи. Може да го покачиме процентот на маржата. Може да видиме кои се тие можности кои ќе биде буквално поригорозна мерка од ова што го имаме сега. Ова го кажувам за да ги известам дистрибутерите, трговците и производителите да не се однесуваат девијантно, да не ги покачат цените без економски оправданост. Александар, исто така на пресконференцијата се зборуваше и за обврската на големите ланци маркети и апотеките да објават своите ценовници на веб страната. Тука, баш во оваа просторија во Министерството, имаше состанок пред 10 дена. Дурмиши засега е дециден дека останува обврската и
за аптеките да ги објават своите ценовници, кажат дека на повеќето големи трговци кои што нема објавено маркети им се изречени опомени и дека рокот да ги постават ценовниците трае 30 дена од моментот кога им била изречена опомената, а потоа ќе следуваат казни кои што се од 500 до 10.000 евра.